Почитувани гледачи, добар ден. 12:30, знаете, вторник, како што најавив и предходната прва емисија од новата 11-та сезона. Ке се дружиме, ке доставуваме информации во однос на вашето здравје, за сите проблеми, за сето она што ќе биде во ваш интерес и се надевам дека и во оваа сезона, како што потенцирав и во првата емисија, ќе успееме да го задржиме вашето внимание и да бидете задоволни од сето она што ќе го слушнете. Во оваа втора емисија од новата сезона одлучивме да поразговараме за примената на физикалната медицина кај дегенеративните проблеми или кај мускулно-скелетниот систем и неговите заболувања. Моја денешна соговорничка е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина и ни доаѓа од Превентива 99. Она што е како новина во оваа сезона е тоа што во секоја емисија ќе можете да слушнете совет од нутриционист, значи на различни теми за различни намени. Во оваа емисија ќе дознаете нешто повеќе за витаминот С, за неговата улога, каде се може да најдете витамин С, во кои овошја и зеленчуци најмногу ги има, кај кои возрасти, колку треба да се консумира, зошто е корисен и така натаму, дали можеме да внесеме повеќе витамин С и дали сето ова што ќе го слушнете во прилогот ќе биде од ваша корист, уште повеќе што иде како е важен витаминот С и за нашиот имунитет и за сите оние инфекции кои што понекогаш ни се случуваат на дишните патишта и така натаму. Меѓутоа малку подоцна ќе го видите прилогот, а тоа е во соработка со магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист. Сега како што најавив, веќе со мене во студиото е доктор Симона Ристовска. Кажав ќе поразговараме за онаа тема за која што ја најавив, значи примената на физикалната медицина кај мускулно-скелетните заболувања. Доктор Симона, ви благодарам што одвоивте време да бидете денес во ваш термин мој соговорник. Ви благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство. Така, оваа тема за која што говориме некако е секогаш добре дојдена. Уште повеќе што секогаш, еве и кога ќе ве посетам, навистина има многу луѓе кои што бараат како да кажам, од вас помош, да им помогнете за сите оние проблеми со кои што се соочуваат, а некако и ова време кога е пролет, лето, есен, зима, секогаш уште повеќе се јавуваат овие проблеми, па затоа одлучивме да поразговараме на оваа тема. Ајде некако да започнеме, значи, што представува физикалната терапија како гранка или физикалната медицина? Физикалната терапија има за цел да го подобри квалитетот на животот на човекот, односно да еден вид прво да направиме превенција на пациентите, односно да не дојде до заболување. Кога ќе дојде до заболување, целта ни е да го запреме и да го подобриме, заболувањето, ако е можно, ако не да го запреме заболувањето за да не оди понатаму, односно целта ни е пациентите да имаат квалитетен живот. Во физикалната терапија се користат доста модалитети кои што прават всушност подобрување на квалитетот на животот на пациентите. Така. Во кои болести наоѓа примена? За кои се проблеми се Како што кажавте, мускулоскелетните заболувања, тоа е само еден дел од физикалната терапија. Покрај мускулоскелетни заболувања, ние можеме исто така да работиме и кај пациенти со невролошки заболувања, односно рехабилитација, неурорехабилитација. Во нашата ординација покрај класичната неурорехабилитација со физиотерапевти имаме и роботска рехабилитација која може да се примени кај пациенти после мозочни удари, после невролошки состојби, односно после засегање на, ние викаме, централниот нервен систем, или дури и кај пациенти со заболување на периферен нервен систем, односно не само повреди на мозокот, туку и повреди на некои од нервите. Исто така, физикалната медицина има повеќе гранки, односно состојби после операции, например, рехабилитација кај ортопедски пациенти, после траума, после повреди, да речеме фрактури, имаме фрактури на пршлени, фрактури на колкови, фрактури на шака, сите видови фрактури, ние потоа им правиме рехабилитација на тие пациенти за да се подобри обемот на движењата, за да се зголеми, ние викаме, калусот, односно да се создаде нова коска и со тоа да се врати во функција пациентот, независно дали е повозрасен или помлад. Исто така, ако имаме и хипотрофија, да речеме намалување поради гипс, мускулатурата се намалува со помош на везби, со помош на таа роботска рехабилитација, пациентот да ги
подобри движењата, нели со цел повторно да се врати во нормалниот живот. Исто имаме и еден интересен дел каде што не сме зборувале многу на таа тема, тоа е педијатарска рехабилитација, односно кај дечиња, кај мали деца може на пример после повреда од раѓање, на пример има парези на плексусот, односно парализирана е раката или тортикулис, нели повреда после пораѓање на вратот на децата, каде што со вежби, со определени физикални модалитети како топлина и останати може да се направи подобрување, односно 90% од пациентите, нели децата не завршуваат на операција, туку се рехабилитираат неоперативно, како што спомнавме, невролошка, травматска, ортопедска, педијатарска и рехабилитација останува кај овие состојби, нели дегенеративни, каде што всушност представуваат голема група на болести. Исто така не сме спомнале дека се прави рехабилитација на пациенти после изгореници, каде што имаат контрактури, односно тие пациенти кожата не им е веќе нели еластична и тие пациенти повторно треба да се рехабилитираат со цел на пример зглобот да го добие нормалниот обем на движење. Така да всушност физикалната медицина представува една доста широка гранка, да, каде што претежно нели сите само ја поврзуваат само со нели електротерапија, магнетотерапија, да, и тоа е дел од меѓутоа повеќе кај тие што кажавме дегенеративни, меѓутоа ние имаме широко поле на делување и покрај што работиме покрај рехабилитацијата на пациентите, работиме и диагностика, што е многу важна работа, односно не ни доаѓаат само готови пациенти, туку си ги дополнително диагностицираме и понатаму може да ги третираме или да ги препратиме на некој друг колега ако не е за нашата специјалност. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, бидејќи знаете дека ние сме контактна емисија во живо, доколку имате некое прашање во однос на некој проблем ваков, кој што е нели од мускулно-скелетните заболувања, може да се јавите, да не се приклучите во разговорот. Секако доктор Симона ќе ви посочи што треба и како да направите или постапите за да го решите. Кои се најчестите болести од кога збориме за дегенеративните заболувања? Дегенеративните заболувања представува, ајде да речеме народски, старење на телото, односно телото почнува да нема толку еластичност, мускулите се скратуваат, се прават евешилци, најчесто имаме спондилоза. Затоа и го објаснив спондилозата. Спондилозата представува народски што викаат шилци, ние ги викаме остеофити, поради притисок на местото на пршленот, каде што не би требало да има притисок, поради, например, принудна позиција, да речеме работа на компјутер, или некоја друга позиција на телото и мускулите немаат доволна сила да го задржат и поради тоа се јавува таа спондилоза. Меѓутоа, покрај спондилозата многу често имаме и дискус херни, тоа е составен дел од оваа дегенеративни. Дискус херниите се случуваат на сите можни делови на рбетниот столб. Истото тоа се случува и кај спондилозата. Спондилозните промени не се само на вратот, кај што најчесто мислат пациентите, можат и да бидат и на торакалниот трбет, може да бидат и на ломбарниот, односно на кичмата. Меѓутоа, ова е широка група на болести, претежно во нашата ординација најмногу имаме спондилози, дискус хернии, бидејќи доста добро неоперативно ги третираме со помош на спинална декомпресија, меѓутоа имаме и остеоартритис, односно заболување на зглобовите. Всушност, мускулоскелетните заболувања представуваат болести што ги целиот мускулоскелетен систем. Сега тоа е најголем систем, почнувајќи да речеме од рацете, лактот, рамото, збориме колковите, колената, стапалата, сите тие зглобови можат да трпат артроза, односно старење на зглобот. Исто така што не спомнавме, работиме рехабилитација кај ревматолошките болести во фаза каде што пациентите нели не се во акутна фаза, односно немаат отоци болки, туку во хронична фаза со цел малку да ги подсмириме болките и да го подобриме нели квалитетот на животот. Така да сите овие болести, дегенеративните заболувања представува широка палета на болести каде што ние можеме да ги лекуваме дел од нив, а дел нели да се стопира самото заболување и да се забави процесот на старење, односно нели како што знаеме старењето не може да се избегне 100%, меѓутоа може да се забави неговото заболување. Така. Сега нели кога станува збор за овие проблеми, кажавте на почетокот, бидејќи нели ни старе целиот мускулно-скелетен систем и некако порано, нели во минатото беше поспецифично за возрастната популација да имаат вакви проблеми, меѓутоа како стоиме сега, кои возрастни групи
можеме да ги Па еве на пример посочиме? пошто спомнавме за спондилозата, претходно нели спондилоза по 50 години, сега имаме и 20 годишни деца, за нели деца пошто реално не се Така. возрастни, 20 годишни, Многу млади, да. многу млади луѓе, многу млада популација, тоа најчесто поради работата на компјутерите, можеби дели поради веќе и телефоните, сите се со наведнати глава, принудна положба, центарот тежиштето на телото се поместува нанапред, соодветно страдаат и лигаменти, и тетиви, и мускули, и дискуси, и имаме сега веќе многу помлада, збориме популација во споредба пред 15-20 години, меѓутоа исто и голем проблем е, нели, и зголемената телесна тежина, начинот на живење неактивен, исто така невежбањето, сето тоа допринесува до старење на тој мускулоскелетниот систем, бидејќи на многу предавања што сме иделе, сега се бориме, мислам дека изборавме на темата саркопенија во вашата емисија, дека сега се соочуваме со популација каде што има драстично намалување на мускулатурата на пациентите, а тоа е тесно поврзано со должината на животот кај пациентот, односно пациентот каде што има помала мускулна маса се предвидува на пример дека за 2 години дека се очекува да има влошување на севкупната здравствена состојба. Зашто? Бидејќи со намалување на мускулната маса доаѓа до нестабилност, пациентот може да падне, да скрши колка, знаеме дека голем дел од повозрастната популација после, да речеме, фрактура на колк завршува за жал летално. И токму поради тоа кажам дека е многу важно вежбите, дел од пациентите може да се ги прават дома, дел еве може да дојдат и во нашата ординација каде што ние располагаме и со апарати кои пасивно ги раздвижуваат пациентите, односно сега во моментов имаме земено најнов апарат, еве, прв пат спомнам, каде што имаме, тој е како пасивен и активен и пасивно активен, тоа е и точак и за горен екстремитет и за раце и за нозе, каде што пациентот може да врти, ако може активно, нели, меѓутоа ако не пасивно и се гледа, тоа е, нели, пак како роботика, се гледа колку проценти работел со десната рака, колку со како тоа е, може да се користи и во рехабилитација и кај пациенти по возрастна популација со цел зајакнување на мускулатурата, меѓутоа може и кај ортопедски покрај неурорехабилитација. Така да не е само стрикно, нели, неурорехабилитација, се отвара полето за многу повеќе работи да може да им помогнеме. Еве, од Рижија ќе замолам само да ги спишат телефоните на екранот. Говориме за физикалната медицина, за терапиите, за проблемите кај мускулно-скелетниот систем. Сега во продолжение ќе слушнете и кои видови на терапии се вклучени во сите овие третмани и секако доколку имате некое прашање, ве повикуваме да се вклучите во нашиот разговор. Доктор Симона, спомнавме нешто дел од терапиите. Кои се видови на терапии ги применувате за третман еве на сите овие што ги напоменавме заболувања кај мускулно-скелетниот систем? Имаме повеќе видови на терапии, класичните електротерапии, тука се поделени од диадинамски, интерферентни струи, галвански струи. Тие струи се, например, струи кои што делуваат на релаксација на мускулот, односно мускулот што е згрчен, таа, да речеме, пациентите очувствуваат на вратот како згрчување, како тежина, многу често опишуваат. Кога ќе се аплицира таа електротерапија, доаѓа до миорелаксација, од друга страна доаѓа анелгетски ефект, се намалува болката, делува за да се подобри циркулацијата, со тоа штом се подобри на местото циркулацијата, што е проблемот исто така, пример дискусот нема крвни садови, ние што и да пиеме, што и да јадеме, не може да стигне до него, затоа ги користиме овие останати, ние ги викаме модалитети, кои што може да му помогнат да дојде циркулација во тоа место и со доаѓањето на циркулација самите наши регенеративни способности на телото да му помогне. Кај хронична болка имаме друг проблем, каде што веќе телото не ја препознава болката и он не се бори против таа болка. Поради тоа, ние, например, правиме, нели, повторна циркулација или со шокови терапијата правиме нов вид како на повреда на ткивото, за ткивото да се сети, да, значи овдека има проблем и треба сега повторно да ги искористам моите регенераторни способности за да помогнам. Исто така ултразвукот, еве, како тоа се нарекува сонотерапија, терапевска, ние можеме да аплицираме и со електротерапијата, и со сонотерапијата и медикаменти, може да ставиме медикаменти, например магнезиум за да се релаксира мускулот, може да ставиме витамин Б за
и со електротерапијата за да се подобри крвотокот може да ставиме анестетик локално на местото, значи се избегнува тој целиот дел да се пијат апчињата, да се метаболизираат преку црн дроб или преку бубрези, да се оштетува останатиот дел, значи делуваме таму локално на местото каде што ни треба, бидејќи многу често пациентите ќе се напијам апче, нели ќе ми помине, да, меѓутоа ќе пиете апче една недела, 2 недели, не можете апчиња да се пијат 2 месеци, бидејќи ќе дојде до оштетување на останати органи кои што не биле засегнати, односно со пиење на премногу нестероидни антиинфламаторни, така се нарекуваат овие таблетите, може да се доведе до оштетување на останати органи, како што е желудник, како што е бубрек, како што е црн дроб и така натаму. Значи, мораат пациентите да внимаваат при користење, односно да биде користени така како што докторот го препишал, а не нели неконтролирано на своја рака. Секако дека ние ги користиме, јас ги препишувам, но мора тоа да биде нели умерено и така како што треба. Исто така ултразвукот се користи да речеме дискот кога истекува, кога се случува таа екструзија од течност, преминува во сол. И потоа доаѓаат клетките и го резорбираат, односно екструдираниот диск се намалува. Ако бил да речеме 7 мм може да се намали со физикални терапии, 5 мм од друга страна, кај тие што имаат артроза, бидејќи тетивите, лигаментите и мускулите се стврднати, со ултразвукот можеме да ја зголемиме температурата, бидејќи ултразвучниот бран може да влезе до и да ја зголеми температурата, соодветно ќе имаме раздвижување повеќе на самите мускули, на самите тетиви лигаменти, односно зглобната капсула би ни била поослободена и со текот на времето пациентот да го врати, нели се вкупниот обем на движење и болките да се намалат. Ласерот исто така го користиме, терапевски ласер за регенерација и за аналгезија, обезболување, тоа е исто така доста добра процедура и не зголемува температура, односно ако можеме да го дадеме и кај пациенти каде што, да речеме, е контраиндицирана температура да зголемиме, да речеме, ако има ендопротеза, ако има протеза, исто така метал можеме да ставаме магнетотерапија покрај што се користи и за намалување на оток, за подобрување на калус, односно за заекнување на коски, меѓутоа можеме да го користиме и кај металот, за разлика од другите, нели, да речеме, дел од електротерапијата, не можеме дел од електротерапијата можеме да аплицираме. Тие се од овие обичите, да речеме, по стандардните физикални терапии, каде што пациентите иделе на лекар и ги применувале, меѓутоа ние имаме и други терапии, како например шоквев терапијата, што може да се дава на место каде што имаме тригер точки на згрчување на мускулот, со цел нели да се опушти мускулот, се подобруваат, тука се лачат и самите медиатори за болка, односно тие ензими кои што ние всушност ги внесуваме, да речеме со таблетите, ние го тераме организмот директно локално на местото, да ги лачи. Од друга страна шоквев терапијата представува доста добра терапија за калцификати, каде што доаѓа до намалување, топење на калцификатите. Многу често мислат пациент дека е ласер, меѓутоа тоа е вид ултразвук, под голем притисок, голема баража влегува внатре во ткивото и самата процедура не би рекла дека е болна, бидејќи ако се подобри, често ме прашуваат, заради тоа кажам, бидејќи ако пациентот добро се подготви, например се види на ехо дека нема бурзитис, нема течност околу тетивите, нема воспаление, се направи шоквев, претежно пациентите нели не реагираат дека процедурата е доста болна. Да. Имаме и други исто така во нашата ординација модалитети, тоа е например спиналната декомпресиона терапија, каде што таа ни е дефинитивно број 1 неоперативно лекување на дискус хернија, каде што можеме да видиме и со магнетни резонанси во некои 80 до 90% случаевите каде што има подобрување на симптоматологијата, меѓутоа не само на симптомите, можеме да направиме и магнетна резонанса пред и да видиме дека има редуцирање, односно ако дискот е истечен, да речеме сантим, дека се намалил на 5, соодветно таа терапија треба повеќе пати да се направи со цел нели да има добри резултати. Викам, не во сите случаи успешни, нема ниту една метода што е 100% успешна, меѓутоа подобрување секако ќе има и сега зависи од степенот на оштетување, затоа и да апелираме, значи да не се чека во некоја лоша состојба да дојдат пациентите, подобро да се реагира на време, да се отиде на доктор, за да може да се фатат работите побрзо и да може да им се помогне на пациентите на време, не да дојде понатаму до оперативно лекување во некои случаи. Така.
Значи, горе-доле објаснивме повеќе работи кога станува збор за физикалната медицина. Сега тука малку ќе се одмориме. Предлагам заедно да го слушнеме прилогот на магистар Татјана Павлова, која што во оваа сезона соработува со мисијата Ваш термин и ги советува нашите гледачи во секоја емисија со нешто од областа на нутриционизмот, како што најавив и на почетокот, ќе слушнете малку повеќе за витаминот С, каде се може да го најдете во вошето и зеленчукот, која е неговата улога, на која возраст, колку нели треба витамин С да се внесува и така натаму, па предлагам од режија да го пуштат сега прилогот. Витаминот С според Светската здравствена организација е еден од најголемите антиоксиданти. Витаминот С влегува во онаа категорија на витамини кои што се растворливи во вода. Меѓутоа, витаминот С влегува и во онаа категорија на витамини кои што се нестабилни. Значи, они се едноставно на нашиот организам, кога ќе внесеме одредена храна или суплемент, организмот си го зима онолку колку што му треба, а остатокот од витамин С се изфрла од организмот. Најпознати намирници кои што содржат витамин С ни се цитрусните овошји. Меѓутоа, дали е тоа така? Јас не би се сложила со овој факт. Да, цитрусните овошја содржат одредена количина на витамин С, меѓутоа од дневната препорачана доза они нас обезбедуваат само 50%. За среќа, значи постојат многу намирници кои што се одгледуваат на нашето поднебје, а кои што се навистина богати со витамин С. Па ајде да наброиме некои од нив. Например, дали знаеме дека шипките содржат 4 пати повеќе од дневната препорачана доза на витамин С. Тука би ги навела и пиперките. Пиперките содржат двојно повеќе витамин С од цитрусните овошја. Примерно место тука би дала и на зелените пиперки. Исто така, зелениот лиснат зеленчук е голем извор на витамин С. Па би почнала, например, да не сме свесни дека Макдоносот содржи многу повеќе витамин С. Тука би ги наброила исто така спанаќот, брокулата и прокејот и така натаму. Од дневната препорачана доза на витамин С можат дури и доматите да не обезбедат околу 20 до 30%, она што е навистина изобилува на нашето поднебје. Меѓутоа, зошто е значаен овој витамин С и зошто толку го форсираме во исхраната и во суплементите? Бидејќи учествува во многу биохемиски процеси во нашиот организам. Првично, кога рековме дека е еден од најголемите антиоксиданти, тоа значи дека нас не штити од слободните радикали, значи ни помага при борба со одредени дегенеративни состојби, значи го обновува нашето ткиво, многу помага во процесот на создавање на колаген. Значи, доколку во организмот ние немаме доволно витамин С, колагенот не може да се создаде. Исто така помага при процесот на создавање на дендритот, на коските и така натаму. Помошник е и во работата на многу органи, како што се бубрезите, како што ни е слезинката, како што се жолтото тело и тестисите и така натаму. Витаминот С е и голем заштитник на нашата кожа. Многу често кога се соочуваме со настинки, нас ни се препорачува и да зимаме малку поголема количина на витамин С. Зошто? Значи, поголемите количини на витамин С, од прилика околу 1000 милиграми, секогаш ги препорачуваме само во состојби кога организмот се наоѓа во одредено воспаление и кога треба тоа воспаление да се избориме со тоа воспаление. Меѓутоа, секоја возраст и секоја животна доба нас ни е зависна од различна количина на витамин С. Па така би кажале дека во детската возраст препорачаната доза на витамин С се движи од некаде од 15 мг до 70 мг дневно. Кај возрастна женска популација препорачаната доза е од прилика околу 90 мг. Во текот на бременоста препорачаната дневна доза е околу 100 мг, а истата количина треба да ја користат и возрастните мажи. Доколку сме пушачи и доколку се соочуваме со воспаление, секако оваа доза се препорачува да се зголеми.
суплементација на витамин С. Секако, витаминот С, доколку сметаме дека недоволно внесуваме овошје и зеленчук, ќе приметиме одредени симптоми и во тој случај секогаш препорачуваме витаминот С да се суплементира. Би ја спомнала состојбата на анемија. Состојбата анемија е директно зависна од консумацијата на витамин С. Зошто? Бидејќи витаминот С навистина е голем подпомагател во овие состојби. За да може нашиот организам соодветно да го абсорбира железото, секогаш му е потребна одредена количина на витамин С. Па доколку се соочувате со состојби на анемија, во вашата терапија потребно е да вклучите одредена суплементација на витамин С. Може би се прашувате дали може при поголемо количество на консумација на витамин С да дојде до така наречена хипервитаминоза. Како што напоменавме, значи витаминот С не е оној кој што се задржува во нашиот организам. Така да многу ретко може да дојдеме во состојба да имаме вишок на витамин С, односно само доколку користиме некакви си форми на кои што се со одложување на одложено абсорбирање на витаминот С. Во тој случај би кажала дека витаминот С не е опасен за хипервитаминоз. Денеска на пазарот ни се познати најразлични суплементи кои што ја нудат ваква или онаква формулација, меѓутоа кога станува збор за природен извор на витамин С. Тука би спомнала еден вид цреша, која што не е карактеристична за нашето поднебје, меѓутоа во многу голема количина го содржи витаминот С. Дури содржи 8 пати повеќе витамин С, кој од онаа дневна препорачена доза. Станува збор за видот ацерола. Денеска на пазарот навистина ни се нудат производи на база на ацерола, кои што се извор на витамин С и кои што и јас како нутриционист топло би ви ги препорачала. Да, и се надевам дека овој прилог кој што го слушнавте ќе ви биде од ваша корист и дознавте нешто повеќе за витаминот С, значи колку е тој потребен на нашиот организам, колку е корисен, каде се може нели да го најдете за да го консумирате кога станува збор за овошето и зеленчукот. Се враќаме ние повторно на оној разговор кој што го водиме во студиото, значи во првиот дел некако опфативме што представува физикалната медицина во третманот на мускулно-скелетните заболувања. Сега тука малку ќе се задржиме на некои од нели проблемите, ќе кажеме малку повеќе за болките во вратот, главоболките и вртоглавиците. Оние кои што подоцна се вклучени, доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина и ни доаѓа од Превентива 99. Доктор Симона, болки во вратот, главоболки и вртоглавици, најчестите проблеми ли се? Па да, тоа е една, ајде да кажеме, една тријада, да речеме, од спондилозата. Многу често имаме пациенти кои добиваат, тие се викаат сервогени, значи потеклото им е на вратот, главоболки, и пациентите се лекуваат многу дугачко со нестероидни, мислат дека имаат мигрени, кога ќе отидат на невролог, разбираат дека ова не е класична мигрена и претежно ги упатуваат нели да се направи некоја снимка на вратот и многу често се диагностицира дека пациентот има спондилоза или има акутна такава состојба на главоболка или многу често па има пациенти со акутно вртоглавици. Баш сега последниот период имаме доста пациенти со вртоглавици. И тоа е многу важно, кога има пациентот вртоглавица, што попрво да отиде на лекар, бидејќи вртоглавиците може да бидат од повеќе. Дали тоа значи кога секојдневно имате вртоглавици или ако можеби еднаш во текот на неделата да добиете, дали е тоа ако тоа долго време сигнал дека треба да долго се време добра? се случуваат тие вртоглавици, секако значи тие има може некој проблем кој треба да се диагностицира. А меѓутоа тие акутни вртоглавици пациентот во моментот станува од кревет и не може да оди, многу често тие мора да се диагностицираат тотално, односно треба да се оди на невролог да се види, бидејќи многу често може да е потеклото, не дај Боже, меѓутоа може да е и од централниот нервен систем, од мозокот. Потоа ако не е тоа, првично се прави преглед невролошки да се види
ако не е тоа, се оди на оториноларинголог за да се види дали центар за рамнотежа, тоа колегите може да си кажат нели подетално, и потоа кога нема да открија дека и тоа, се оди према вратот и тука всушност ние откриваме дека пациентот има некои проблеми. Најчесто проблемите во првите 3 оддели од вратот, значи C1, C2, C3 до C4, најчесто дава симптоми оваа што викаме цервикоцефаличен синдром, односно главоболки, вртоглавици, додека на последните подолните оддели од C4, 5, да, 6, C7, значи тука веќе притисокот дава повеќе проблеми со рацете. Односно пациентите имаат трнење на рацете, имаат значи слабост во рацете, можеби често болка во рамото. Таа најчесто е од C5, C6, па доаѓаат први да прегледаат рамо, па кога ќе направиме ехо, гледаме дека пациентот нема, да речеме, руптура, нема калцификат и може да се насочи. И тој на самиот клинички преглед се гледа згрчена мускулатура, ограничени движења во вратот. Пациентите, например, многу често имаат само при определени вртења на главата добиваат вртоглавици. Поради притисокот на различни артерии, тука има артерија вертебралис и спазамот на мускулот и не дозволува доволен крвоток, и поради тоа меѓутоа реков, вртоглавиците се доста сериозни, пациентите мора да отидат барем на матичен доктор, па матичиот нели да направи проценка нели дали и каде ќе го прати согласно неговата состојба. Според тоа можеме да побараме и магнетна и на врат, магнетна и на глава, значи да ги исклучиме сите состојби што би можело да се животозагрозувачки, потоа да започнеме дали медикаментозна терапија или во комбинација медикаментозна и физикална или само физикална терапија во зависност од состојбата на пациентот. Кажавме симптомите кои се, нели, по однос на болките во вратот, главоболките и вртоглавиците. Што кога ќе дојдат кај вас, што вие им препорачувате како терапија? Кажавте дека мора да се направи рентген, можеби магнет според состојбата. Ако се сомневаме дека има дискус хернија, по принцип ако лекуваме со декомпресиона терапија, јас препорачувам магнет за да знаеме колку и на кој ниво е дискусот, за да може да го точно да одиме на тоа ниво каде што е дискус хернијата. За спондилоза најчесто доволен е и рентген, бидејќи тоа представува дегенеративно заболување. Ние на рентгенот ќе видиме каква е состојбата и според тоа можеме да почнеме со некои од овие терапии што ги зборевме, дали електротерапијата, дали лазеротерапија, дали магнетотерапија. Во некои случаи кај пациентите ако имаат премногу главоболки, класичната физикална ако не помага, тука може да се стави терапија со ботокс, ботулинов токсин, истата терапија што е како за разубавување нели на лицето, ние не го користиме. Што всушност таа прави? Таа прави опуштање на мускулите. Тие мускули на вратот каде што се цело време згрчени поради лошата постура, односно држењето на вратот, поради принудната позиција, поради можеме да имаме кифоза, згрбавување на рбетот, може да имаме сколиоза. Тие се состојби што до 21 година можат и да се лечат, меѓутоа после 21 година за жал ние ги лечиме вака последиците. Кај во такви некои состојби ние може да аплицираме во самиот мускул ботокс во вратот, позади или во трапезиусите, дури и на челото, и со тоа пациентите имаат значи подобрување на тие мигрени, дури ботоксот се користи кај класични мигрени, збориме мигрени што ги лечат невролозите, така да може и тоа да се примени. Многу добар резултат за главоболките дава и шоквев терапијата. Има исто и терапија со нервни блокади, окципитални блокади, каде што се аплицира медикамент, анестетик долготраен во регијата окципитално горе по дехо, нели, за да не се засегнат определени крвни садови или слично, се става и со тоа би се намалило главоболката. Меѓутоа, сепак кажам, овие се дел од терапиите. Значи, пациентот не може кога ќе дојде да си избере или која терапија би требало да се аплицира, туку би требало да се направи преглед и според индикациите да се лечи. Секогаш ја викам да се започне со најмалку травматското, најлесното, па потоа ако нешто нема резултати да се оди кон нешто што е потешко травматско, бидејќи сепак боцкањето е вид нели
трауматска процедура, да речеме до некаде за самиот мускул, за самото ткиво, така да пробуваме првен со класичната физикална, некојаш и мануелната масажа, може обичната масажа од страна на физиотерапевт да ја направи релаксација добра на мускулот, од обучен физиотерапевт каде што нема да прави притисок на нервите, ќе се работи точно на тие тригер точки каде што имаме згручување и пациентите осеќаат подобрување со неколку, да речеме, мануелни масажи и останатите физикални модалитети кога ќе се става, значи може да се направи добар индивидуален план што ќе биде за тој пациент, а нема да биде нели општи или на комшика ти помогнало, па сега нели така, и за мене може да, ми помогне. И сега кога збориме за главоболките и за вртоглавиците, бидејќи споменавте вие на почетокот дека во регијата на вратот постои дискус хернија и спондилоза. Тоа исто да објасниме за гледачите дека се две различни работи. Да, дискус хернијата е нели кога дискусите се малку дискусите всушност дискус хернијата, перничето не е да се намалува, така? Да, може да има намалување, меѓутоа всушност дискус хернија ние викаме кога перничето е тотално скинато. Односно тоа перниче има 15 прстени, тие прстени ја држат желатинозната маса внатре. Добро. И многу често при некои нагли движења, еве да речеме при повреди, меѓутоа и да речеме ајде дел од старењето и од принудните позиции може да дојде до кинење. Првин почува на пример кинење на 5, па пациентот осеќа болка, ќе се напие нестероидно, ништо нема, нели? И потоа доаѓа до кинење на тие 10-15 и тотално ние викаме екструзија, значи истекување на дискусот во просторот, во спиналниот простор, тоа е просторот каде што се сите нерви и каде што е кербетната мождина и може да се засегнат и нервите, за жал. Кај цервикалниот дискус мораме да бидеме многу внимателни, бидејќи може да настане состојба што е позната како миелопатија, односно оголјување на нервите и многу често таа не е индикација за операција. Така да, еве, да кажеме дека пациентите треба понавреме да си ги решаваат проблемите за да не дојде до толку голем притисок на рбетната мождина за да настане миелопатија и потоа лекувањето да заврши оперативно во некои случаи и тоа е начин на лекување ако нема со конзервативните методи резултати. А кога станува збор за спондилозата, тоа е спондилозата представува еден народ што го викаме остеофити, нели шилци. Тие шилци притискаат на останатото ткиво, тука имаме и крвни садови, тука имаме и мускули и прави едно воспаление, меѓутоа може и затоа рековме при определени положби на вратот, односно движење, да речеме тие остеофити мала компресија да прават и на останатите ткива и на крвни садови, па пациентот при определени на пример движење на вратот да ги има тие вртоглавици, многу често повеќе се поврзани повеќе вртоглавиците со спондилоза. И тоа сакав затоа и ве прашав, значи што е поврзано со спондилозата, а што со дискус хернијата, кои симптоми? Да, дискус хернијата повеќе онака силна болка, значи пациентот има болка, не може во вратот или во главата? Не во главата, во значи, вратот или по раката, или во рамото, или и слабост значи, во Од мускулатурата. дискус хернија се извинувам што ви упаѓам во збор. Не може да се добие главоболка, повеќе од спондилозата. Спондилозата повеќе веројатно, значи може би дискус хернијата на C3 само, меѓутоа многу помалку веројатно. Повеќе вртоглавиците. Ова ве прашувам се со цел гледачите убаво да слушнат па да знаат ако имаат такви симптоми. Кои проблеми од пршлените се зафатени, мислам, проблемот во кој дел од пршлените? C1 и C2 нема диск, бидејќи тоа е тие се пршлени, каде што влагаат внатре во вториот пршлен и тука стојат нели споени, тие не имаат диск. Затоа реков бидејќи во првите 3 одели хипотетски од C3, C4 би можело, меѓутоа клинички гледаме дека повеќе би било локализирано болката во вратот на тоа ниво отколку толку јаки главоболки, а од C4 надоле повеќе ви кажав или е во вратот, или многу често во плешката се жалат, имаат болки во рамо, слабост во раката, дури во некои случаи кога имаме оштетување на некој нерв, може да дојде и неможност за дигање, на пример на раката или неможност за стискање, така да се прави проценка на грубата моторна сила, односно дали пациентот може да стискане и според тоа се решава нели типот на терапија, лекувањето и секако докторот
ќе си направи соодветно испитување, дали магнет, дали рентген, а во некои случаи можеби треба да се направи ЕМГ, тоа е испитување на нервите за да се види колку се оштетени нервите, да речеме на рацете, меѓутоа тоа е почесто кај дискус хернија, кај спондилозата немаме до толку, бидејќи е дегенеративно старење, шилци поради притисокот, повеќе се проблемите, значи ова што кажавме со вртоглавици, со главоболки, меѓутоа и доста голема згрченост се жалат пациентите. Така, значи уште еднаш да разграничиме, повеќе главоболките и вртоглавиците се од шилците или од спондилозата, така наречена, а болките се јавуваат повеќе од дискус хернијата, која што ги зафаќа пршлените од C3 до C7. Да. Тоа е цервикална, секако дискус хернијата може рековме од горе до доле сите така, и лумбалните и торакалните, најчесто по целиот рбетен столб. Да, торакалните најчесто поради нашата анатомија е поретко, бидејќи тука имаме ребра и тоа е заштитен тораксот, најчесто е во лумбалниот и во вратот. Зашто? Бидејќи во вратот имаме најмногу движење, значи ние имаме движење на страна, ротации, имаме латерофлексии, движење на страна напред, назад, и бидејќи е најподвижен дел од рбетниот столб, тој за жал трпи најмногу оптеретување. Од друга страна, тежината што ја носи не е толку голема, сепак е само на главата, да речеме ја носи, а лумбалниот дел ни го носи целиот останат товар, тој не е толку подвижен, меѓутоа сепак големо оптоварување трпи. И уште да спомнеме дека фино би било пациентите што имаат седечка работа на половина час, 45 минути да станат малку да се размрдаат. Секојаш што го потенцирам. Да, со цел да се рехидрира дискот, бидејќи кога долго време пациентот седи во место, дискусите се дехидрираат, односно таа течност почува да се намалува и тука почиња да трпи тие 15 прстени што рековме, притисокот од останатиот дел го носат и тогаш всушност може да дојде до оштетување на тие дискуси. Збориме за дегенеративно, а понатаму за повреда, нели многу често имаме после дигање на тешко, тоа е веќе нели травматско, меѓутоа сепак во многу ретки случаи пациентите е да кажат дека само од дигањето тешко претходно да немале никакви болки. Значи многу ретко, бидејќи 90% на светската популација има проблеми, да речеме, со рбетот во некој момент. Так. Дали дискус хернијата и спондилозата се третираат со исти овие што се терапии што ги применуваат? Од прилика да, слични се терапиите кои би ги применувале, со секако дискус хернијата во акутна фаза ние не ја третираме веднаш. Значи дискус хернијата чекаме да речеме неколку недели да се смират болките, се даваат медикаменти, се даваат кортикостероиди, нестероидни антиинфламаторни, се даваат витамински терапии, па пациентот може и да лежи 1-2 недели, па потоа почнуваме со физикалната терапија, додека за спондилозата веднаш почнуваме, нема потреба да речеме пациентот да го припремаме, бидејќи пациентот веќе ги има веќе е хронична состојба, кај хронична состојба немаме потреба да чекаме од подобрување на состојбата, бидејќи хроничната состојба нема да се подобри. Сега кога станува збор за излекувањето, за дискус хернијата спомнавме зависи во кој степен е, нели, што повеќе е изразена, тогаш потешко и се лекува, меѓутоа спондилозата како стојат, бидејќи кажавме дека тие се остеофити или шилци. А ако некој има комбинирано и од двете, како да работите? Најчесто имаат комбинирано двете, ретко да се случи на пример пациентот само спондилоза, а дискусите да се одлични, едноставно не може, бидејќи за да настане спондилозата сепак треба малку да има и дегенерација некоја на дискот. Најчесто ние го викаме тоа остеофит комплекс, односно комплет каде што имаме комплекс каде што имаме и диск и шилец, па многу често во комбинација двете протрудираат, внатре влегуваат во спиналниот канал и притискаат на нервите. Така да тие двете работи, да речеме, до некаде се поврзани. И сега ако сакаме да го зачуваме, нели, тоа што рековте вие, големината, не секогаш кога дискот е голем, значи дека пациентот веднаш треба да се оперира, бидејќи ние имаме доста големи екструзии што сме ги работеле, а дале многу добри резултати. Од друга страна, некои мали протрузии, тоа се мали надуви што нема истекување на екструдираниот материјал, меѓутоа се на лоша локација. Или дискот е многу тврд, дехидриран, па може да не дојде до резултати, а да речеме вака првично
би се рекло да 100% ќе има, меѓутоа големите дискусии некоја знаат да имаат резултат. Зашто? Зашто тоа што истекува материјалот е желатин, 90% има вода, 80 или 90% вода, така да со овие останати модалитети и со декомпресијата многу е повероватно, освен ако пациентот нема некакви состојби, ќе кажеме какви, каде што наложуваат веднаш да се оперира, во тој случај можеме да примениме и декомпресиона терапија физикална и гледаме дека има доста подобрување на состојбата. Оние работи, ако пациентот не може да контролира, да речеме, урина, не може да оди на прсти, на пети, ако има миелопатија, веќе индикација за операција или за сегнување на некои нерви, дури на раце. Во тој случај пациентот или подолго од 6 месеци нема никакви резултати, препорачуваме пациентот да оди на оперативно лекување. Така, а кажете ми во кои случаи доаѓа до оперативен зафат? Вие спомнавте нешто, нели, во оној момент кога ќе почнат да чувствуваат проблеми со рацете. Ако има засегнување на нерви, да речеме некој нерв пациентот не тоа може... Тоа се гледа на магнет? Не, тоа се гледа на преглед. На клиничкиот преглед се гледа дека пациентот има оштетување на нервите, односно не може движењето. Ако ни треба дополнително да видиме, ќе направиме што кажавме ЕМГ и ќе видиме кој нерв е засегнат на магнетот. Кај вас кога ќе дојдат на преглед, вие веќе воочувате дека постои некој таков проблем, и, например, ќе направиме магнетна резонанса. На магнетната резонанса гледаме миелопатија. Штом има миелопатија, тоа е веќе оштетување на увивката на нервот. Ние немаме време да чекаме, бидејќи уште повеќе ќе се влошува состојбата и претежно се препраќа веќе таа индикација за операција. Меѓутоа, за тоа викам да не се чека да се дојде до тој степен, значи пациентот да може да се лекува конзервативно. А кога споминавме декомпресионата терапија, дали е таа некоја ризична терапија, бидејќи можевме, нели, низ емисиите кои што ги емитувавме, можа оние кои што не следаа секако да видат каков е тој апарат, значи се легнува, нели, самиот апарат се легнува и прави истегнување. Самиот апарат си дава колку треба или вие го? Не, ние ги даваме параметрите. Апаратот, значи, има во него сензори каде што дури пациентот и да мрда, тој се приспособува на него, односно не би можело, не е тоа континуирано истегнување за да се случи. Секако после тоа пациентите мора да мируваат, да лежат дома, да не би се физички активни. Во некои случаеви, значи дури на работа не треба да одат, дури да се среди целата состојба за да не се влоши. Ризик, значи од било која терапија постои, значи нема неризично нешто и со физикална, дури таблетите ако се пијат може да се добие и алергија, анафилактичен шок и многу страшни работи. Мислам, тоа е сепак медицина, ние не работиме разубавување, меѓутоа тоа е единствен начин неоперативно лекување и сметам дека како пациент секогаш треба првин да се проба да се исцрпат конзервативните методи, па да се отиде на операција. Меѓутоа, секако кажувам, ако пациентот има индикација каде што не може да контролира урина, не може да оди прсти на пети, тогаш нема што, тогаш индикацијата е во 24 до 48 часа да се примени оперативно лекување. Има ли некој тип на пациенти кои што не смеат да се употребува декомпресионата терапија? Има например, конкретно ревматоиден артрит пациенти што имаат Бехтер, тие пациенти за вратот не се индицирани да прават. Ако има например некоја многу напредната остеопороза, секако пред да почнеме за декомпресијата да ја правиме, ако пациентот е во ризична група, тоа претежно се луѓе жени. После менопауза, каде што коските се нели многу по-ослабнати, правиме дексаскен, тоа представува квантитативна метода која што го мери густината на коската и според тоа решаваме до кој степен би можело да се направи стегнување за да не се направи, значи затоа викам дека е многу важно докторот да го направи убаво прегледот, ако треба да се направат уште испитувања, да се направат уште испитувања, дексаскен, магнет на ЕМГ, независно што ќе реши, нели, докторот за севкупната слика на пациентот да се види и потоа да се примени кон, нели, тие терапии што ќе се одлучи да се прави. Затоа што многу лесно е, сега има декомпресија, ќе правам декомпресија, да, меѓутоа дали сте индицирани, дали има ризик, дали има парче од фрагментот во спиналниот, сепак докторот е тој што треба и треба да го води
целиот тек на лекувањето, бидејќи таа терапија не трае 3 дена, таа трае некогаш и 10 и 15 дена, па и 20 дена, сепак докторот треба да знае од кај сме почнале, се прават контроли во нашата ординација, на 5 дена се гледа како напредува целата состојба и се решава како ќе продолжи лекувањето и за кој диск, во зависност дали е големината на дискот поголем, колку всушност терапија би треба. Затоа викам, пристапот е многу важно да е индивидуален, меѓутоа и докторот да биде нели соодветен, значи да не се прави кај ќе се стигна терапија, бидејќи потоа викаат сме го правеле тој третман, ама немало ефект. Па нема да има ефект бидејќи на пример за шокови терапијата нема да има ефект ако работел некој што не знаел на која тетива да ја работи соодветно, значи зракот не бил насочен спрема тоа и нема да има резултати. Сега таа терапија веднаш се исклучува дека нели јас ја правев таа, немаш успех, да, меѓутоа нема успех зашто ако не се применува истиот метод стручно, нема да имаат успех секако. Значи, колку што можев да забележам, тука некаде сме на крајот, само од сето тоа што го говоревме, затоа и ги издвоивме овие проблеми со вратот, ми се чини дека се најчестите од, како што кажавте вие, од најмладите па се до највозрасната популација. Кај најмладите кажавме што е причината, а кај повозрасните веќе со текот на времето, како што кажавте и вие, старее мускулно-скелетниот систем и доаѓа до нели до овие дегенеративни проблеми. Доктор Симона, ви благодарам за денес, само како за крај еден краток совет за да не нели дојде до сите овие проблеми за кои што говоревме, што вие би препорачале еве на сите оние кои што не следат, кои што немаат никаков проблем, како себе си да си го сочуваат здравјето на мускулно-скелетниот систем. Регулирање на телесната тежина, односно оптимална за секој човек која би била оптималната, и вежбање за да може да се зачува физичка активноста на мускулоскелет барем 3 пати неделно со цел да се подобри квалитетот нели на животот. И друга работа исто на тоа што го спомнав, по време на работа, од време на време да се прават кратки паузи. Тие паузи не мора да траат 10 минути, да се раздвижа неколку секунди со цел да се подобри. Така. Добро, се надевам дека ќе го практикуваат сето ова што го посочите како совет. Уште еднаш ви посакувам многу успех на Превентива 99. Секако знам дека ќе следите сите оние трендови кои што нели се во третманот и лекувањето, па со некоја новина во некоја следна емисија можеби ќе ве посетиме да видиме што нели и како вие третирате и нели со кои апарати, па потоа и да го презентираме до нашите гледачи. Секогаш задоволство ми е, во секое време може да дојдете. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравиме за денес. Се надевам дека сето ова што го говоревме во однос на ова една исцрпна тема во однос на дегенеративните проблеми и физикалната медицина беше од ваша корист, уште повеќе што потенцираме секогаш нели ако почувствувате некој симптом или некоја болка да се обратите пред ендоматичниот лекар, па тој ќе ве посочи каде или понатаму да појдете за да го решите вашиот проблем. Ви благодарам за вниманието, ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме во вторник во 12:30.